Браќи и сестри и драги слушатели, ве поздравувам ова утро и ви посакувам на сите обилни Божји благослови. Да се чувствуваме пријатно овде во Божјиот дом, а и насекаде кој ја слуша Божјата реч, да биде пријатно и за спасение за самите нас. Насловот на ова што ќе размислуваме гласи "Изваден од јама". Ќе прочитаме како уводни стихови од Еремија 38 глава. Еремија 38 од 6 до 13. Тогаш го фатија Еремија и го фрлија во јамата на Малакија, синот Царев, кој беше во стражарницата, и го спуштија Еремија со јаже. Во јамата немаше вода, туку само тиња, и Еремија падна во тињата. И чу Авдимелех етиопјанецот, еден од дворјаните што се наоѓаше во царскиот дом, дека Еремија го фрлија во јамата, а царот тогаш седеше пред портите Венијаминови. Па излезе Авдимелех од царскиот дом и му рече на царот: Господаре мој, царе, лошо ти направија оние луѓе што така постапија со пророкот Еремија. Кога го фрлија во јамата, тој ќе умре таму од глад, зашто во градот веќе нема леп. Царот му заповеда на Авдимелех етиопјанецот и рече: земи со себе овде 30 луѓе и извлечи го пророкот Еремија од јамата додека уште не умрел. Авдимелех зеде со себе луѓе и влезе во царскиот дом во подземјето и зеде оттаму износени алишта, стари крпи, па ги спушти со јаже во јамата кај Еремија. И му рече Авдимелех етиопјанецот на Еремија: стави ги тие ветви алишта и крпите под мишките на раците своји под јажето. И Еремија направи така. Па го повлекоа Еремија со јажето и го извлекоа од јамата и остана Еремија во стражарницата. Ќе прочитаме исто стихови од 2 глава. 2 глава Еремија. Тринаестиот стих. Зашто две зла изврши мојот народ, мене изворот на жива вода ме оставија и си ископаа извори издупчени кои не можат да држат вода. И од Исаја 35:6. Исаја 35 глава 6 стих. Тогаш куциот ќе скока како елен и јазикот на немиот ќе пее, зашто води ќе бликнат во пустината и потоци во степите. Исус дошол на овој свет за да ги оживее нашите суви и правливи животи. Тој дошол да ја отстрани нечистотијата на гревот и да ни даде вечен живот кој можеме да го вкорениме само во него и да цветаме како прекрасен пустински цвет во планината, во полнината на целокупната вечност. Еремија изборувал за две зла. Тоа го прочитавме нели во Еремија 2 глава, 13 стих, каде кажува: го напуштија изворот на жива вода. Си ископаа, вика, кладенци за себе, кои не можат да држат вода. Браќи и сестри, многу луѓе денес го избегаваат изворот на здрава и чиста вода. Тој извор, како што спомнува Библијата, е самиот Исус Христос, самата Библија, која кажува за жива вода, нели? Мене, вика, ме оставија, туку тргна по своите патишта. Во тоа време, во многу палестинци зависеле од цистерни
кои макотрпно биле делкани во камен. Водата во цистерните во најдобар случај била без вкус. Лесно можела да се зарази со разни видови бактерии и на патеви се случувало да се засмрдува таа вода, дури да биде и како пена озгора. Кога цистерната ќе пукне и стекувала цела вода, освен она тињата што останувала долу. И кој ќе дојде да пие од таа вода, од таа цистерна, ќе доживее целосно разочарување. Пример, пак ќе се вратам назад, нели? Ако пиеме од изворот, од чиста вода, ние ќе бидеме среќни. А ако пиеме од изворот, од нечиста вода, ќе бидеме несреќни, разочарани. Штом сме оделени од Исус Христа, ние сме повеќе разочарани и несреќни. Верскиот облик на идолопоклонство би можел да изгледа доста импресивно, но него содржи духот на живиот Бог. Еремија ги истакнал лошите работи што ги правеле луѓето и неколку години подоцна тие решиле да го казнат што пророкувал против самите нив, против градот. Во Еремија 38 глава, пак ќе го прочитаме 6 стих. Тогаш го фатија Еремија и го фрлија во јамата на Малакија, синот царев, кој беше во стражарницата, и го спуштија Еремија со јаже во јамата, немаше вода, туку само тиња, и Еремија падна во тињата. Понекогаш лоши работи му се случуваат и на добрите луѓе, на праведните луѓе. Но господинот Александар Макензи е канадски херој, еден од првите трговци со крзно и истражувач. Тој постигнал голем потфат кога ја повел својата експедиција преку Канада од Форт Чипевјан и езерото Атабаска до Пацифичкиот океан. Неговото патување било остварено во 1793 година. Првиот обид бил неуспешен. Неговите истражувачи тргнале на девечци дека ќе пронајдат воден пат од Пацификот до Пацификот, без оглед на големите опасности, а храбрата група ја следала силната река која сега се вика Мекензи. Со голема надеж и вредно веслала, но за жал таа река не се влевала во Пацификот, туку во Арктичкиот океан. И Мекензи таа река ја нарекол река на разочарување. Река на разочарување, извор нечист на разочарување. Значи, Бог не повикува да одиме по онаа река, по онаа патека, бидејќи Исус самиот вика, јас сум пат, вистина и живот. Да одиме по тој пат и по таа река која е само среќа и да го следиме Исуса Христа по тој пат. Во мнозина од нас си весламе по своите реки и што добиваме? Само разочарување. Си одиме по свој патишта, не го следиме Исусовиот пат и тоа донесува до разочарување. Псалм 34:19 ќе прочитаме. 34:19. Бројни се маките на праведните, но од сите нив Господ ќе ги избави. Гледаме колку и да сме разочарани,
колку и да имаме маки, колку и да имаме проблеми, Господ вика, од сите тие ќе избави. Како што читавме, Еремија бил фрлен во дупка, удрил на дното. Дали некогаш сте удриле на дното во вашиот живот, браќа и сестри, или самиот и јас? Сигурно ќе кажеш дека ни се случиле такви ситуации, дека сме паднале или сме се отстраниле од Бога и затоа сме паднале на самото дно во таа дупка. Причината што удираме во дното може да биде поврзана со околностите во животот, со прогонствата, како што бил случајот со Еремија, но главно удираме во дно поради своите престапи, своите гревови во нашите животи. Еремија паднал во калата и почнал да тоне, сепак ударил на цврсто тло. Имам добра вест за вас, браќа и сестри. Може би се наоѓате на дното, како и самиот Еремија кога бил во јамата. Но живи сте, или живи сме, и Бог вашата глава и мојата глава ја сочува, за да не потоне во калата, затоа и понатаму можеш да викаш помош. Значи, Бог ни дал шанса да повикаме за помош. Римскиот историчар Јосиф напишал дека цистерните во тоа подрачје често пати биле употребувани за казнување на луѓето и обично биле длабоки од 20 до 30 стапки или 6 до 9 метри. И затоа покасно ќе видиме како се послужили за да го извадат Еремија. Еремија се нашол на дното, но Господ му дозволил да преживее и да ја подигне главата од калата, за да може да повика помош. Постои една приказна за бивш светски првак во шах. Кога еден пријател го одвел да види некоја слика која висела во една уметничка галерија и која привлекувала големо внимание. Уметникот насликал едно момче, но кој очајно седи покрај табла за шах, а наспроти него седи нашиот непријател ѓаволот со злобен триумф на лицето. Под сликата е имало предизвикувачки наслов Шах мат. И навистина, уште во умот на овој мајстор, нели, шаховски мајстор, кој ја гледал сликата, го открил патот и во истиот момент извикал: донесете ми шаховска табла, можам да го спасам. Донесете ми шаховска табла, можам да го спасам. И навистина, во истиот момент, тој го мрднал оној потез што требало да биде спасен од матот. Исто и нашиот Спасител Исус Христос, кога гледа во нашите животи, дека нема, ние мислиме дека немаме излез, а тој вика: јас сум со тебе, можам да те спасам, можам да ти помогнам. Изворот на нашата утеха е Бог, нашиот Спасител, кој се даде себе си заради нас. Бог бара сочувствителни луѓе. Дали имате сочувство кон другите, браќа и сестри? Дали имаме сочувство кон другите?
Ќе прочитаме од Еремија исто 38 глава, претходно го читавме, 7, 8 и 9 стих. Седми, 8 и 9. А чу Авдимелех етиопјанецот, еден од дворјаните што се наоѓаше во царскиот дом, дека Еремија го фрлија во јамата, а царот тогаш седеше пред портите Венијаминови. Па излезе Авдимелех од царскиот дом и му рече на царот: Господаре мој, царе, лошо ти направија оние луѓе што така постапија со пророкот Еремија. Кого го фрлија во јамата, тој ќе умре таму од глад, зашто во градот веќе нема леп. Авдимелех значи царев слуга. Овој човек бил африканец кој веројатно бил еден од поглаварите на царевиот харем. Неговата работа веројатно се одвивала во близина на царштината, во која бил фрлен и уствари во јамата. На некои луѓе не им е грижа кога некој ќе се најде на дното на јамата или кога некој ќе се најде во тешка состојба, не му е грижа. Тие само велат: па што? Или јас си имам свој живот и мои проблеми. Многу луѓе тоа го кажуваат. Но Авдимелех се загрижил и не можел да се помири со оваа ситуација. Бог бара луѓе кои се сочувствителни и на кои им пречи кога ќе видат дека некои луѓе се наоѓаат на дно на јамата. Овој човек презел одредени ризици и направил нешто во врска со таа ситуација. Отишол кај царот и јавно побарал милост. Веројатно тука се наоѓали и луѓето кои го фрлиле Еремија во јамата, но тој бил доволно храбар да посредува и да бара милост од господарот својот, од царот. На ист начин Бог бара сочувствителни луѓе кои се подготвени да направат промена и да посредуваат за луѓето кои се наоѓаат во очајни ситуации. Сочувствителни луѓе ризикуваат за спасот или за спасение на другите луѓе. Постои цена која треба да се плати ако сте личност на која и пречи кога ќе видите дека некој страда, обидувајќи се да преживее во јамата, кога имате сочувство кон другите, не можете да продолжите да живеете свој живот, се додека тоа лице се наоѓа таму на дното во јамата. Бог бара луѓе кои действуваат, кои се во акција. Бог такви луѓе ги бара. Во 10 и 11 стих од иста глава, ќе прочитаме пак 10 и 11 стих. Царот му заповеда на Авдимелех етиопјанецот и рече: земи со себе одовде 30 луѓе и извлечи го пророкот Еремија од јамата додека уште не умрел. Авдимелех зеде со себе луѓе и влезе во царскиот дом во подземјето и зеде од таму износени алишта, стари крпи, па ги спушти со јаже во јамата кај Еремија. Авдимелех заминал со 30 луѓе. Зел со себе стари крпи и алишта за да го спаси Еремија и да го извади од јамата. Бог бара луѓе кои се подготвени да употребат било какви средства, па макар и наједноставни, за да го извадат другите од јамата. Некои луѓе наоѓаат разни начини, зашто другите ги оставаат во јамата. Тие велат: морам повеќе да научам од Библијата, или пак кога ќе станам водач, ќе направам нешто во врска со тоа
и со ред други изговори. Значи ние се изговараме, во многу случаи треба овоа да направам, треба оноа да направам, кога ќе бидам водач во црквата или не знам што, тогаш повеќе ќе сторам и така натаму. Авдимелех употребил крпи. Употребите било што, Бог ќе ве благослови за службата на душите. Можеби некогаш мислите сте безкорист, како стара крпа и дека не можете да им зборувате на другите. Сестра Ленче многу пати вика, јас сум стара, браќа и сестри, јас не можам да одам, ама пак вика, се трудам, одам и ако не може, али се труде, оде и пак кажува, пак книги деле. Значи, и ако сме стари, како што беше спомнато, стари крпи, Бог има можност да не употребе. Значи, Бог има можност во секој начин да не употребе. И Бог сака луѓе од акција, луѓе кои действуваат. Бог сака да ги изваде сите луѓе од јамата. Сите луѓе кои се наоѓаат на дното, сите кои се, едноставно може да речем, далечени од Бога, Бог сака сите да бидат спасени. Дали се грижиме, браќа и сестри, за луѓето? Дали ги сакаме луѓето? Дали действуваме? Дали сме во акција? Бог бара луѓе кои ќе се грижат, како и самиот Авдимелех, кој во 12 и 13 стих, пак ќе прочитаме да видиме што акција направил тој. И му рече Авдимелех, етиопјанецот на Еремија, стави ги тие ветви алишта и крпите под мишките на раците своји под јажето. И Еремија направи така. Па го повлекоа Еремија со јажето и го извлекоа од јамата и остана Еремија во стражарницата каде што беше. Авдимелех не само што се погрижил Еремија да се спаси, туку внимавал и како ќе го стори тоа. Значи, тој знаел или земал, пример, 30 луѓе кои влечат јаже и дека може да го повредат. И затоа Еремија, значи, предходно, уствари Авдимелех, сигурно имал видено овие луѓе како влечат на јаже и дека има можност да биде повреден Еремија, и затоа Авдимелех вика, земи ги тие стари алишта и тие крпи, стави ги под мишка, бидејќи можело привлечењето од таа јама, значи тие 30 души кога ќе влечат, може рамото да му се исчавчи. И затоа Бог, значи, бара луѓе предпазливи, значи луѓе кои действуваат. Бог не бара луѓе кои сакаат, луѓе кои се подготвени да ризикуваат и кои заземат одреден став кон него, туку бара и внимателни луѓе кои ќе можат да ги спасат и другите од јамата без понатамошно повредување. Значи, Бог бара од нас да му помогнеме луѓето без да ги повредиме. Авдимелех го оставил Еремија во стражарницата откако го извадил од јамата. Веројатно таму било најбезбедно. Се поставуваат повеќе прашања за нас. Дали сте вие човек како што бара Бог? Или дали сум човек како што бара Бог? Беше кажано Бог дека какви луѓе бара. Второ, дали се грижите или грижиме и сочувствуваме кон изгубените? Трето, кон луѓето кои се наоѓаат во некоја јама, дали се грижиме да им помогнем? Дали сме сочувствителни со тие луѓе?
И четврто, дали сте подготвени нешто да сторите или пак само го вртите лицето од нив. Дали, вика, сте подготвени нешто да сторите или пак само го вртите лицето од нив. Многу пати сигурно се случува такви работи, како и кога Библијата кажува, нели, дека луѓето не само што му се смееле на Исуса Христа на крстот, туку и го свртиле лицето свое од него. Кога ќе го свртиме лицето од луѓето, Исусовото лице се жалости. Може би се наоѓате во дното на јамата и викате да ви помогне некој. Не сте паднале во неа случајно. Ја може се вратам тука на самиот почеток, кога, пример, сме се обрежале, сме били низ крос на дното во таа јама. И не случајно сме биле таму, бидејќи сме биле далеко од Бога. И Бог не повикал, дали преку човек, дали, не знам, преку, пример, овие на интернет, нели, што има сега секаде и проповеди и се едно нешто, кој што видел, кој што слушнал, важно, Бог не повикал, Бог бил во акција да не изваде нас од таа јама, од таа тиња кај што сме биле заглавени до самата гуша, бидејќи таа тиња била на возрастен човек до самата гуша. Има, нели, луѓе повисоки, има пониски, и ако човек падне во таа тиња, може и да биде усмртен. Но сепак Бог не вади, нели, од таа јама, од таа тиња. Но Господ вика, сигурно ви испратил некои луѓе кои се подготвени да ве извлечат. Предајте му го срцето денеска на Исуса и ќе пронајдете сигурно место. Постои една приказна за еден фармер кој имал една стара маска. Може се го слушнале овој пример и порано, јас ќе го кажам. Маската паднала во неговиот бунар. Фармерот слушнал како маската рика и пратејќи ја ситуацијата, тој сочувствувал за да ја спаси. Ги повикал соседите и му објаснил што се случило и како се случило, но немало можност како да ја извадат од самиот бунар или од таа јама, бидејќи било тоа дибоко и немало пристап никако да се влези, и решил самиот фармер да со соседите да почнат да фрлат земја, да затрупат маската и самиот бунар да биде затрупан. И така, фрлајќи од земјата, маската ќе го истресала грбот и ќе падне земјата. И секогаш кога они фрлале се од земјата, маската се тресела и полека она на земјата како газе и излегла на површината, изморена и изнемоштена. Затоа, браќи и сестри, Бог сака луѓе од акција. Бог сака да не употреби вас, мене и сите кои сме овде. Она што изгледа дека е неможно за нас, за Бога е можно. Она што изгледало за маската дека ќе биде за проклетство или за смрт, било благослов, се заради нејзината согледаност кога во таа ситуација била. Така е и во нашиот живот, браќи и сестри. Ние се соочуваме со проблеми, но можеме позитивно да реагираме и да одбиеме
да креваме паника. Неволите кои доаѓаат на нас да не закопаат, да не дозволиме да не разочараат, може би се за наш благослов. Многу пати луѓе да викат, зошто ова ти се случи, или зошто оноа ви се случува и вас, зошто умирате, а ние не знаеме зошто. Бог знае. Вика, може би е за ваш благослов. Многу луѓе денес викат, зошто пак овие умреа веруваше во Бога? Зошто му се случи тоа? А Бог вика, праведниот се зима пред време. Во Исаја тоа го пишува, праведниот се зима пред време. Ние не знаеме зошто, али Бог дозволува такви работи, оти една ден Бог гледа, мислам, во иднина, што ќе биде со тој човек, а ни тоа не можеме да го видиме. Значи, и Бог ни дава, значи, голема предност. И затоа не вика да бидеме во акција, постојано во акција. Сигурен сум дека Еремија се молел да излезе од таа јама, а додека маската излегла на поинаков начин. Но треба да научиме дека не е важно како ќе излеземе од јамата. Туку да разбереме дека ни е потребна што? Помош. Значи, нас ни е потребна помош. Или на некој надвор од црквата, кои не го познаваат Христа, му е потребна помош. Бог ќе ни помогне да излеземе од јамата. И Давид знае точно како да се биде во јама. Ќе прочитаме од Псалм 42. Да видиме Давид што кажува. И ме изведе од лабината, тука пишува на јазот, во други преводи пише на јамата од лабоката тиња, па ги постави нозите мои на камен и ги зацврсти стапалата мои. Гледаме, значи и Давид претрпел длабок пат во јама. Значи Давид бил во длабока тиња, ама вика Господ ме избави, ми ги постави нозите на камен. А ние знаеме дека у Библијата кој е тој камен? Самиот Исус Христос. Самиот Исус Христос действувал за Давид да биде избавен од таа тиња. И ќе прочитаме од Јов, од 33 глава, 28. Јов 33 глава, 28 стих. Еве што пишува тука. Тој ја ослободи душата моја од гроб, животот мој гледа светлина. Значи гледаме и самиот Јов што кажа. Тој ја избави душата моја од гроб. И сега гледам светлина. Таа светлина, браќи и сестри, да не прате постојано. Таа светлина која е Исус Христос, да биде постојано во нашиот живот. Во Новиот Завет и учениците доживувале слични искуства. Понекогаш ќе помислите дека сте дошле на дното, но Господ е тука да ве спаси, да не спаси. И Тој ги испреча или го испреча својот народ да ви спушти јаже, а самиот Господ е тој што ќе ни подаде рака. Да се држиме за таа рака, за тој извор на жива вода, тој пат кој е самиот Исус Христос, да го следиме Него и
да одиме како Авдемелех, кој бил во акција, сочувствувал со Еремија, да уште многу души, браќи и сестри, да им помогнеме, кои не го познаваат Христа, да го запознаат. Нека му е слава на него. Амин.